Ке преминеме на нашата тема во престанатиот дел од богослужението. Темата носи наслов библиска математика. Ке видиме што станува збор, но на самиот почеток воведни зборови ќе прочитаме во делата на апостолите во врска со еден настан, при што би сакал да размислете за прашањето дали овој настан што го споменува Библијата е пример на исцеление или пример на воскресение. Тоа е прашањето. Кој е тој настан? Дела на апостолите, 20 глава. Сега знаете кој е тој настан, така? На кој настан мислам? Дела на апостолите, 20 глава. Да, за време на едно богослужение во Троада, што значи Малата Троја, в денешна Турција, на Егејскиот брег, не постои како град денес, но како археолошко место. Апостол Павле имал и беседа, вели доктор Лука, цело богослужение. Во првиот ден од седмицата се вели, но најверојатно тоа било сабота навечер после Зедисонце, бидејќи веќе било прв ден. И трајало до полноќ, потоа, после случајот со Ефтих, зборувал уште до зори. Многу интересно богослужение, цела ноќ. Се разбира, тоа не било пракса на црквата во тоа време, но била специјална случка, специјална околност, затоа што следниот ден апостол Павле требал да отпатува и на некој начин тоа било збогување за верниците од таа област, кој што подоцна и никогаш не го виделе. Но да го прочитаме текстот, значи, дела 20 глава, од 7 стих па надолу. И во првиот ден на седмицата, кога се собравме да прекршиме леб, Павле, бидејќи на другиот ден сакаше да тргне, расправаше со нив и го продолжи словото до полноќ. Значи, после причеста, беседата траеше до полноќ. Во горната одеја, каде што се бевме собрали, имаше доста светилки. А едно момче по име Ефтих седеше на еден прозорец. И совладано од длабок сон, видите, се спиело и на проповед на апостол Павле. Да, точно. Значи, ако ви се спие, ако е време за спиење, и апостол Павле да е присутен, подобро е да заспиете, ама не на прозор. Кога организмот бара сон. Во кревет. Ова момче Ефтих совладано од длабок сон, додека Павле зборуваше многу. Значи Павле бил многу. За зборување многу. Се помрдна во сонот и падна од третиот кат. И сега текстот вели го дигна мртво момчето. Така вели текстот. Павле пак штом слезе, се спушти врз него, го прегрна и рече. Сега внимавајте што вели Павле. Не создавајте немир, зашто душата негова уште е во него. Ова се зборовите што сакам да ги разбереме. Добро. Кога
Заврши богослужението причеста, се кажува, тогаш го доведува момчето живо и тоа многу ги утеши. Многу не се кажува дали Павле направил нешто. Тука не се каже дека Павле направил нешто. Само вели, не создавајте немир, да, го прегрна пред тоа, зашто душата негова уште е во него, овој ќе повеќе личи на диагноза. Не знам дали испитувал пулс или такви работи. Потоа кога се качи горе, прекаши лепно, се продолжи со богослужението, избореше до зори, а момчето го доведува живо и здраво. Тука несомнено се работи за Господова интервенција, меѓутоа прашањето е дали момчето било мртво, дали се работи за воскресение или не било мртво. Текстот прво вели дека го дигнаа мртво. Така вели, нели? Што ме мртво? Значи било мртво, па воскреснало. Така? Така. Зошто Павле вели душата негова уште е во него? И што значат овие зборови? Душата е крвта? Добро, ајде отвориме во прва книга Царевите. Се внимавајте. Прва книга Царевите, 17 глава. Да почитаме еден извештај во врска со пророкот Илија и воскресението на синот на вдовицата од Сарепта. Седумнаеста глава, 17 стих. Потоа се разболе синот на таа жена, на домакинката. Оанче за време на тие 3,5 години додека трае суша во Израел, додека Илија се крие и така натаму. И болеста негова беше толку силна, што не можеше да дише. Тогаш таа, значи вдовицата, му рече на Илија: што имаш ти со мене, човеку Божи, и си дошол да ми ги наспомниш моите гревови и да го умреш синот мој? Интересно. А тој одговори: дај ми го синот твој. И го седе од раците нејзини, го однесе во горната соба каде што живееше и го положи на леглото свое. Па повеќе кон Господ и рече: Господи Боже мој, зар ти на вдовицата кај која живеам ќе и направиш зло, погубувајќи го синот нејзин? И откако се спружи 3 пати над момчето, извика кон Господ и рече: Господи Боже мој, нека се врати душата на ова момче во него. Ова момче било мртво? Зашто се моли Илија? Да се врати душата негова во него. Така. Што значи ова? Што е тоа што треба да се врати? Очигледно не отишла крвта од момчево некаде, па да се врати, иако е точно, Библијата вели, Господ вели, душата на телото е крвта негова. Но едно е душата на телото, а друго е душата на целиот човек. Затоа што и Павле вели сиот ваш дух, душа и тело, значи споменува дух и душа, што се посебни работи од телото, крвта си е во телото, да бидат посветени за Господовото доаѓање. Очигледно Илија се моли за тоа душата што е нешто посебно во однос на телото. Но што е тоа? Кај момчето Ефтих, Павле вели душата негова е се уште во него, а синот на оваа вдовица, кој што Илија го воскреснува со Божја сила, пророкот се моли душата негова да се врати во него.
Што значи овие зборови? Што е тоа душа? Добро, штом следната сабота по ваша одлука нема да биде со брат Илија, ќе имаме време да продолжиме на таа тема и следната сабота. Значи, ќе можем да се изјава малку повеќе време, да се расшириме со темова. Еве сега прво прашање, прво математичко прашање. Земете време колку сакате, а верувам дека нема да ви треба многу. Прашањето гласи: колку души сме овде во големава сала? Ајде, почнете да броите. Добро. И јас избрав 22. Дали некој има различен резултат? Случајно. Толку сме или не сме толку? 22? 22 души сме тука? 22 души сме тука? Тоа е точен одговор. Добро. Трајче ти преброја? Обично броиш пари, а ова е полесно од тоа. Чисто сакав да прашам дали сме во право ако велиме дека сме 22 души во салава. Дали точно броевме. Значи сите се согласувате со резултатот, така? Попроста математика, здрави. Значи, моето прашање беше колку души сме во големата сала. Дали тоа прашање беше доволно јасно? На што се мисли? Повели Данил? Точно. Точно. Добро. И јас прочитав на работа кај Трајче Тодевски, имаше еден надпис во врска со издавање на мртво тело, така пишуваше. Кога се зборува за мртво тело, луѓето велат тела, не велат души. А кога велат души, на што се мисли? Така. Значи, моето прашање беше, ако броевме и изброевме 22 души, што броевме? Што броевме? Живи луѓе броевме. Значи, ние кога броевме, што гледавме за да броиме воопшто? За да броиме, дали гледавме во нешто? Кога броиме? Да, гледаме во тела кога броиме, точно. Меѓутоа, тоа се живи тела. Што според тоа што е душата? Духот е различно нешто од душата. Добро, зашто Павле тогаш споменува душата како нешто трето? Дали случајот на Ефтих, кога Библијата зборува за смрт, дека го дигнаа мртво,
е пример кога Библијата споменува така наречена клиничка смрт. Значи, клиничка смрт, шо е тоа, знаеме ли? Повели Диме? Ако, значи, тоа е кај трајче. Патологија е кај трајче. Да, во ред. Значи, 2 сата се чека, да. Така. Така. Благодарам. Асенета? Да, се секам, да. 98 година, точно. Да, беше покриен со чаршав, така, точно, и се разбуди таму, кај мртовците. Да. Интересно, че тоа не го нема само во филмовите, тоа навистина го имаше. Дали знаете што е живо, што е се уште живо во телото на човекот за време на така наречена клиничка смрт? Мозокот. Точно. Човекот е жив, се додека мозокот е жив. Многу битна работа. Не срце, не джигер, иако тоа се многу битни органи, туку додека е мозокот жив. И тогаш додека е мозокот жив, тогаш се случуваат, или може да се случуваат сите визии, сите патувања, сите тунели. Значи, мнозина кои што сведочат дека се вратиле од смрт, сето тоа се случува, тоа се навистина се случуваат такви чуда, и Божии, и сатански чуда се случуваат во таа фаза, но тоа не се примери на воскресение, затоа што човекот, жената, неодамна прочитав за некој девојче таму во Америка, е се уште жив. Дали така било со Ефтих или не, според Павловите зборови, може да се заклучи. Дали тоа противречи на претходниот стих кој што вели дека момчето го дигнаа мртво, или е тоа мртво во значење на клиничка смрт. Така, е дискутабилно прашање, веројатно е така, но и не е толку битно понатаму. Важно е да разбереме нешто во врска со човековата душа. Се разбере, не можеме да разбереме се. Науката се уште не разбрала се за човековото тело, а камоли за човековата душа. Но барем нешто можеме да разбереме од оваа област. Сега, кога броевте души, рековте дека гледавте во тела, броејќи ги, ама живи. Така. Меѓутоа, дали кога ги броевме сите живи тела во салава, дали проверувавме дали баш сите тела се цели, комплетни тела? Дали некога му фали прст, може би, или некој друг орган?
Тоа не проверувавме, се разбира. Конкретно што броевме во тој случај? Дали броевме раце, кога гледавме во телата, уши, очи, прсти, што броевме конкретно? Како? Добро, тоа значи дека е жив. Живи луѓе. Така. Човекот, од надвор гледано, еднаш споменавме скоро, може ли да биде жив без рака? Се сеќавате, нели? Ба, точно. Значи, броевме, глави броевме. Знаете, кога се пресметува животен стандард, по бруто домашен производ по глава на жител. Зошто по глава? Што само главата е синоним за жив поединец, за жив човек, граѓанин. Меѓутоа, главата треба да е жива, не броевме мртви глави. Понекогаш се прашувам, зашто кога се наведува бројот на говеда, стока, добиток, на македонскиот добиток, поточно, некаде велат глави, но некаде велат грла. Зашто грла? Зашто не е... И вратот е еден, нели, како и главата. Главата стои на вратот, така да речеме. Меѓутоа, веројатно, затоа што говедата се интересни заради нивното месо, односно заради вратот, кој што треба да биде пресечен. И со тоа одземен животот. Има многу месо во вратот? Така. Да, добро. Каротидните артерии, точно. Благодарам. Добро, досега темата се одвива во планираниот правец. Значи, да резимираме, кога броиме души, што броиме? Броиме живи луѓе. Броиме живи глави. Тоа подразбираме под душа. Не броиме духови, дали броиме духови во безтелесни духови. Колку безтелесни духови има во оваа сала? Зошто не знаеме? Не ги гледаме. И, значи, не броиме безтелесни духови и не броиме мртви тела. Реклавме на почеток, тоа не се души. Тоа се тела. Значи, душата подразбира жив човек, живо тело, заедно со своето тело. Во ред. Сега, откако тука се уверивме, што броиме, кога броиме души, да се подсетиме. Според апостол Павле, од што се состои човекот, освен од тело, дух и душа. Така. Кога ние изброевме 22 души, дали ги броевме посебно и духовите, значи, например, Борче е еден, ама со се духот и душата, дали броевме тројца кога гледавме во Борче, или броевме еден. Со се духот и душата, пошто Борче и тело, и дух и душа, што броевме? Кога го гледавме Борче, броевме еден, не броевме тројца. Значи, изброевме 22 души, не изброевме 22 по 3,
Значи, не ги броиме посебно духовите на луѓето, туку секој човек што го гледавме, го броевме како еден. Секоја жена што го ја гледавме, ја броевме како една. Тоа е јасно, нели? Тоа е многу јасно. Значи, многу... Стигнате до крајот на проповета. Ништо извини, тоа значи дека сте доволно паметни. Благодарам. Меѓутоа, ние нема толку брзо да завршиме со проповета, затоа што најинтересното прашање за броење допрва следува. Кој е тоа прашање? Ај ќе ви помогнам прво. Ќе отвориме во Евангелието според Матеј. Евангелие според Матеј. 14 глава. Дали отворивте таму? Евангелие според Матеј, 14 глава. Што ќе читам тука? Ќе читам како Исус направил што? Како? Исус нахранува над 5000 луѓе. Тоа сакам да го прочитаме. Така? Го гледате текстот, го имате пред себе. Што е поентата на целиот овој настан? Односно, што е оно на што сакам да го привлечам вашето внимание? Добро, се вели дека Исус, значи, ги умножил 2 риби и 5 леба. И еве да почнеме веднаш со 19 стих. И откако му заповеда на народот да седне по тревата, значи има мноштво народ, се мислите. Мноштво народ. Ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде лебовите на учениците. А учениците на народот. Многу убава слика. Причесна слика, евхаристиска слика. Исус им дава на учениците, не директно на народот, а учениците како ѓакони го делат тоа на народот. И јадеа сите и се наситија, вели 20 стих. И кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. Многу интересно. Но оно што мене ме интересира во врска со нашата тема е 21 стих. Така. А оние што јадеа беа околу 5000 мажи, се вели, покрај жените и децата. Ако почитаме во наредната глава, ќе видиме како Исус нахранил 4000 луѓе, околу, и повторно Матеј го споменува тоа, дека ги броел само мажите. Колку души биле нахранети? Ајде да го земеме првиот случај со 5000. И Лука зборува за тоа, ама не ја споменува ова клаузула, дека не се броеле жените и децата. Што мислите, колку души биле нахранети со овие лебови и риби? Не можеме да знаеме точно, нели?
Не можеме. Зошто не можеме да знаеме? Да, не знаеме точно колку деца имало. А сигурно не имало по едно-две. Но не мора сите да биле присутни. Добро. И тоа е можно. Иако тоа не влегува во библиската математика. Но, зошто во библиската математика се бројат мажите, а не нивните жени и деца? Значи, добро, ама се кажува дека не се бројат жените и децата. Значи, зошто се кажува, зошто е битно да знаете дека биле околу 5000 без жени? Зошто не каже беа околу 12.000, беа околу 15.000, беа околу 50.000 со се жени и деца? Зошто ги споменува, ги брои само мажите, освен жени и деца? Што е тоа битно? Диме што рече? Слушнав да рече нешто битно. Ивана? Убав одговор. Благодарам. Значи, ајде сега, според библиската математика, да изброиме колку мина сме во оваа сала, ама пазите што ќе броите. Затоа што девојките што не се мажени, треба да ги броите. Само мажените жени и нивните деца не треба да ги броите, ако е тука присутен главата, мажот на семејството. Значи, тука сме јас, Борче, почнуваме од моја десна страна, јас, Борче, Трајче, до сега колку? Дали е тоа точно? Ајде одиме поред. Јас, Борче, Трајче, Данило, после? Зошто сокровме Перса? Зошто не ја рачунаме? Зато што Данило и Перса се едно. Ете го точниот одговор. Ви треба доказ за тоа од Библијата. Значи, кога веќе го избројавме Данило, таа што е со него едно тело, не ја броиме посебно. Благоче да беше вечерва тука, ќе го броевме ли? Немаше да го броиме, исто така. Со самото спомнување на Данило, нив не ги броиме. Тие се тука. Продолжуваме. Зоран, така? Не е Трајче, Зорица е тука. Зорица. И добро прашање. Добро прашање. Добро прашање. Благодарам, Блажа добива 5+ вечерова. Да, ова е многу паметно. Ова е многу паметно. А Зорица дали ја броиме сега? Ја броиме точно. Трајче Тодевски. Понатаму кого броиме? Зато што тука е сама. Тука е сама Зорица. Не е мажот. Да, ама мажот каде? Тука, речи го, Доне не го гледаме тука. Да, Доне не е тука, затоа. Да беше Доне тука, Доне и Зорица ќе беа еден, немаше да биде двајца.
Да, ама требаше да биде тука. Во ред. Значи, се едно, работата е дека броиме еден од кај нив, не броиме двајца. Така. Бројката е битна. Сега го разбирате принципот. Го разбирате принципот. Или добро. Добро, затоа што ние не знаеме кој све бил присутен во тоа мноштво. Значи, точно, меѓутоа од кај знаеме дека биле? Биле или не биле? Значи, нас не интересира само принципот што е тука наведен. Се бројат мажите без нивните жени и деца. Не се прави... Така, принципот е тоа. Значи, ако гледаме семејство, ги броиме како еден или една. Еве, Маре спомена дека што Менка е тука, кого све не броиме? Ако што Менка е тука, Маре и Сузе не ги броиме. Така? Добро. Значи, Маре, по две основи Маре не ја броиме, затоа што Зоран го избројавме, така? И Менка што е тука, така. Меѓутоа, затоа што Менка е тука, Сузе не ја броиме. Станува тешка математиката? Добро. Добро, да, Блажо тука доби 5+, за тоа. Во дневник е заведен. Што е поентата сега? На сето ова, значи поентата е оно што го погодивте. Значи, кога имате Отецот, Синот и Светиот Дух, и ако прашаме колку Бога постојат, колку богови постојат, кој е точниот одговор? Постои еден Бог. Зошто? Затоа што Синот, штом Отецот го броиме, Синот не го броиме како број 2, бидејќи Синот е од Отецот. Синот е од него како што Благојче е од Данил. И затоа што кога броевме души, не ги броевме и духовите, па да го множиме 22 по 2 и со сетелата по 3, туку сето тоа броевме како еден. Светиот Дух не се брои, не броиме духови. Светиот Дух е татковиот Дух, Светиот Дух е и Духот на Синот истовремено, кој што е присутен секаде во целата Вселена. Дали беше јасно? Постои само еден Бог, затоа што го броиме само Отецот. Тоа е многу интересно прашање, а? Да. Така, тоа е многу интересно прашање. Ке го ставиме за следната сабота, нели? Да. Нека му е фала и слава на Господа.